Откриени се на човечки биолошки материи од урнато вселенско летало. Ова на сведочење во Конгресот го кажа поранешниот разузнавач Дейвид Груш. Прашан од представничката во Конгресот Ненси Мејс дали владата имала контакт со интелигентни вонземјани, тој одговори дека за тоа не може да коментира на јавно сослушување. Оваа снимка наводно покажува неидентификувано летало забележено на небото на планетата Земја. Детали за локацијата и движењето на леталото не беа обелоденети. Видеото е направено од командата на поморските воздухопловни системи на САД. За ова видео пак локацијата е над Јужна Азија. Во представничкиот дом поранешните војни пилоти и разузнавачот сведочеа дека чести се инцидентите со необјаснети летачки објекти кои ги оценуваат како закана за националната безбедност. Груш запрашан дали владата на САД има докази за вонземјани или необјаснети форми на разузнавање и ако има, кога за прв пат такви информации се собрани, одговори. I like to use the term non-human. I don't like to denote origin. Јас би го користел терминот нечовечки, не сакам да означувам потекло. Веќе имам кажано дека за прв пат тоа е забележано во 1930-тите години. Previously 1930s. Свиркачот Рајан Грефс, кој со децении бил пилот во американската морнарница, рече дека пилоти известувале за забележани неидентификувани летала, кои биле на околу 12 км оддалеченост и правеле необјасневи маневри во воздухот. Грефс сподели информации дека овие случаи биле пријавени во областите на Хаваи и Атлантикот. Грефс тврдеше дека дел од владата знаат повеќе за овие појави, отколку што кажуваат во јавноста, затоа што праксата на класификација на овие документи ги држи во тајност клучните информации. Од 2021 година сите видеа од неидентификувани воздушни феномени се класифицирани како тајна. Ова ниво на тајност не само што го попречува нашето разбирање, туку и поттикнува шпекулации и недоверба. Грефс во 2014 година бил стациониран во поморската воздушна станица Океана во Вирџинија Бич во сојузната држава Вирџинија. Тогаш управувал со борбениот авион F-18, а откако биле направени надградби на авионските радари, пилотите забележувале непознати објекти низ воздушниот простор на САД. За време на војна вежба на 16 км од брегот на Вирџинија Бич, вели дека два од борбените авиони F-18 биле разделени од неидентификуван воздушен феномен. Објектот, темно-сива или црна куцка во внатрешноста на транспарентна сфера, дошол на 15 метри од водечкиот авион и се проценува дека бил со диаметар меѓу 1 и 5 метри. Командантот на мисијата веднаш го прекина летот и се врати во базата. Беше поднесен извештај за безбедноста, но немаше официјално признание за инцидентот и немаше понатамошен механизам за известување за тоа што беше видено. Пензионираниот командант на американската морнарница Дейвид Фравор рече дека на ведро небо забележале чудни движења додека биле во борбените авиони F-18. Додека се свртевме со предниот дел на авионот, на речиси 1 километар од него, објектот забрза и исчезна. Пилотот на авионот за поддршка исто така изгуби контакт. Веднаш се свртевме назад и веќе немаше ништо од тоа што го видовме. На враќање контролорот на летање ми пријде и рече: "Нема да верувате, но ова го видовме на околу 96 километри растојание." Така е дојдено до снимката која беше прикажана и на сослушувањето во Конгресот. Координаторот за стратешки комуникации на Советот за национална безбедност во Белата куќа Џон Кирби минатата недела рече дека неидентификуваните летала имаат влијание на обуката, бидејќи пилотите не ги гледаат овие работи, а не се сигурни што се. Сведоците во Конгресот запрашани дали се согласуваат со ова. Сите одговорија потврдно. Yes.